Здраво, другари, здраво, криптореволуција. 2 недели хорор. Другари, треба да се навикнувате, брат. Сега треба вебсајтовите да работат малку, треба малку на пауза. Треба малку да се одморе сега. Секи ден ќе оде најгоре, ќе оде најгоре. Ја тоа веќе го преживеам 12-та година, брат, и не ми е интересно е. Моментално 30 ден активен на вебсајтот, што е од тие 2-3 5-6 души, 10 души, 30 ден, каже го сменето, каже го се активирани новите информации на вебсајтот, значи бум, 30 ден има моментално активен 30 ден, што е луда бројка. 7100 тотал, 2100 активни, значи за овај месец, значи 2100 е, за крипто 2100 е, како за другите сектори 200.000. Значи ние сме едва и 4 до 7% од 8 милиарди луѓе у крипто свето. Нема паника, другари. Ја ви кажав 2026, сега нема да верувате, сме 2025. Но луѓе, брат, што видите дека бул маркет. Значи ти викаш 2026, луѓето се у некој лупхол живеат, друга димензија, дека валјда не знаат што е 2025, што е 2026, али не е проблем. Кога до Македонија ќе истражам, ако има интересна бројка на луѓе, Крипто Академија и ќе ги научам, другари, календар криптореволуција. Ова е 2025, ова е 2026. Сега нема да биде со голи женски календаро, нема да биде со Америка, ама може да биде со македонската крипто историја, брат, нешто. Календарче. Мада календарче кај нас, кога ги знам какви цени тражат за еден календар, подобро е да идеме на чај, да пиеме или на пиво и там сликовито да го. Сега не сме толку напредна технологија, холограм да ја покажем, другари. 2025, 2026. Од 2026 има 12 месеци. Јануари, февруари, брат. Август. Имаш јануари, февруари, март квартал, имаш јуни, јули, август, имаш октомври, ноември, декември, брат. Така да, другари, супер, расте бројката. 1300 од Америка. Ја мислев, мразиме диаспората од Америка, дека нон-стоп ги врејам, дека ништо не прават за државата, ама гледаш па ми интересира кога се направат кеш. Сванаа дека у Америката нешто без инвестиции, платата на некако не стига. Поголеми апетити. У Америка просечна фамилија треба да има 2-3 коли и таа платичката некако да стигне. Пошто треба да отидете назад до Македонија. Јако викав логики 7 у Америка 11 години не да имам у Македонија. И испанав управо. Сите тие што се биле у Македонија, а се продаделе крипто и имат профит, да се видите таму со државата за данок, дали сте дужни, дали не сте. Ја немам што да истражувам на таа тема, дека ја ништо не сум улизел 11-12 години у Америка, у Македонија и така да не сум подлежен на никаков данок. У Америка американците ми кажа исто, тука сум пишен од све, дека сум подпишан за self-deportation, кое што многу луѓе се смееја, а у еден ден, јас доле ко бев у Лас Вегас, у еден ден само уапсија 10.000 луѓе. Јас најнормално праќам мејл на Homeland Security, значи мојата рута е од тука до тука, со кој ги се движам, 17,5 часа бевме у еден правец да воземе од Сиетл до Лос Анџелес до хотело, можда и плюс 30 минути до хотело, не сеќавам кој беше. Значи некој со 18 сата без да спиеме. Ја возив 4,5 часа првиот пат, значи газата сакаше он да се вози со неговата кола. Ја возив 4,5 часа и грешката беше што он спа и ја не сум спал ич. Значи јас 18 часа не спав. И после тоа кога стигнавме, нели возбуден, не сме спали во хотело, пријавивме се во хотело и излегнавме, замислете си да се шетаме, да видиме што е како е. Газата беше избрал даунтаун да одеме, ја као погледнав, си дојде од Тракија и кеј Бугарија и вика ајде идеме да шетаме, ја тако викам брат дека шетаме, ти знаеш и дека сме, значи он очигледно беше забравил, бил пред 10 години. Забравил у кој сектор улаваме, али среќа беше мирно, немаше толку многу народ, имаше обезбедување, имаше полиција, имаше многу undercover коли ги видов, значи не пратеа, не нас да не пратат нешто, туку пратеа општо, пошто сериозни криминалци имам таму. Гангстери беа уапсиле исто, после некој се идовме или пред, не сеќавам кој беше тај ден,
13 високо опасни гангстери од тие банди што киднапират, што убиват там, нема там. Детектират ли дека имаш пари, сред бел ден те собират. И ние беме двајцата, може да кажам, лудаци, дека прошетавме 14 километри у зони дека нормален човек не би улезел. Али, нели, да го направам кефо, да му покажам, ништо, празни продавници, петата или четврта економија како ќе му дојде, петата или четвртата економија видеото, че само да имам да нема музика. Значи, тоа е. Ние не улегнаме од тие споредните улички, нели, ама прошетаве беше изчистено, направено средено, али тоа е изчистено там за туристичкиот дел. Иначе другото е, замислете се, ово е луѓе Калифорнија, која што ово е Deep in LA, значи ово е луѓе, замислете си, ако Калифорнија се одвои од Америка, четврта или пета економија у светот, значи тие имат доволно храна и вода и чуда за, иако нели збориме Калифорнија, имат доволно, верувајте, од таа брана што имат вода да се напојуваат самите себе и да не и требат никои други од другите 49 држави. Значи можат буквално, чека да намалам да не ми одзима внимание. Значи хорор, празно, и тај граначалник што е чист сатанист, може да кажам, си работи на тоа да сите мали бизниси, како што ви кажав ја пред години, зборам дека во Америка плано е да се уништат сите мали бизниси и да има овакви криминалци што прават по 40-50 зависи криминални дела имат за месеци или за година и се пуштени слободно, значи пуштат ги, значи некои луѓе не веруваат у тајни друштва, не веруваат у кажи го овакви работи, значи не може да биде случајно, значи низ цела Америка да пушташ ти, осем Флорида што си ја чуват и Тексас да речеме, да пушташ овакви криминалци и таму ги има да, ама не токав број. За разлика тука 100% ги пуштат за да ги уништат тие мали бизниси, значи замисли си тука 15-20 години во Америка, уложил си го твоето скапоцено време и твој живот надвор од Европа, од Македонија, доваѓаш у Лос Анџелес, стварно луѓе е многу лесно да направите бизнис и ако сте квалитетен, многу луѓе ви доваѓаат. У Калифорнија луѓето се, како да кажам, тоа е сончева Калифорнија, самото сонце ви дава енергија и чуда и ви не ви уопште досадно. Многу луѓе ме прашаат какви женски имам, брат, какви женски видовме, тоа е science fiction, пошто сите од на теретана, сите вежуците сакаат да изгледаат убаво, пошто имат плажи и чуда. Најубавите жени се отидени да живеат таму, нели, за да успеат за кариера и чуда и тај микс што го имат од цел свет, си имат изродено жени, science fiction, многу убави. Мислам и како што успеав да видам, не се некој дегну главе или таков карактер да се нешто недостапне или сите имат пари и ако си карактер, мислам, македонците, балканците уопште никош не се имали ни проблем со америчките жени. Може да имаш која сакаш, од најбогата до најсиромашна, се што треба е да си човек. Значи тука е многу тешко да најдат нормални луѓе што не се другират, нормални луѓе што не се такви проблематични, да имат криминални истории, така за Балканчето, не дека нешто се унадам, значи сите, секој брат. Без разлика на физичкиот слаб, дебел, мускули, без мускули, најискрено ви кажам, у Лос Анџелес и у Калифорнија и у Мајами, тоест Флорида, немате проблем за жени, брат. Ние балканците никош не сме имали проблем за жени. Може да улежат, просто нема мажи. Таму имаш оние од другата заедница што нели си водат нивен живот, другите се туристи, третите се исположените со по там неколку деца или кариери, така да вие сингл немате никаков проблем, улавате 20 женски на 30 женски на еден маш, така да не е возможно да не најдете нешто тешко брша. Али не би живеел, јас одамна го предвидев и го погодив ово, иако замисли ово да го кажеш пред 12 години мене праја ненормален, дека ќе се случи до овај степен, дека луѓе фактички, чека да стопирам да не е случајно да е заштитено видеото, па целото брамбљање да зебам да ми го скратат. Но мобето е дека ово по теорија на заговор беше запишено, беше презентирано дека се случи и замислете се ја пред 11 години да започнем бизнис, можев многу успешен бизнис да започнем со ресторан, пошто стварно ми бива.
докажал со неколку ресторанти да бидам топ стаен, главен и одговорен, значи не у еден, у неколку и уште неколку да ме прашуваат за совет, така да, брат, ја сум доволно имам фантазија и информации и сум работил за Brilliance of the Sea, америчка компанија која што е тоест Royal Caribbean, америчка компанија која што нели кажал сум прекнати видео дека е Titanic нивна, било па е сменето името. И таму ми беа исто предложили да останам да градам кариера, што никош не ме интересирало. Да седам на едно место. Значи, замислете си што ме чекаше тука сите сега. Тука бугарите највише држат пицерии, сите ги продадеа. Од таа храна што ја јадеа, нели не и беа органски пицерите, се 99% заболени, ќе одат сега да се лекуват по бугариите, пошто мен никој не ме слуша дека тука храната е многу штетна. Доста и имат и починато од женскиот дел, валјда по не може да ги издржат тие тука пестициди чуда што ги има. Така да ја не сум тип кој што би ми е мал некој. Јас сум до еден тип, сум кажал да истражувам, мен никош не ме интересирало на Америка да седам да градам, затоа што на секои 12 години гледате дешава се рестарт кој што ќе ви го земат и бизнисот, ќе замислете си ви имате бизнис, треба да се расправате со бездомници кои што со извинение ви уринират, имат голема нужда пред вашиот дуќан и вие треба да викате полиција, да се нервирате, се стресирате, дали ќе ви збодат, дали ќе го тепат, дали ќе го грабат и полицијата да дојде и да ви вика што да направи. Замислете се, ти плаќаш данок, плаќаш вработени и имаш бизнис и полицијата ти вика што да направиме со некој што ти уринира, што ти кажи го фрла измет кажи го пред дуќано или ти се бричи пред дуќано или ти се дере или улава излава, проба да улезе у тоалетната кој што бездомник од 3 месеци што не се туширал, тоа е ужас да го видите. Мртви зајци, сум кажал ви не носе пред вратата и полиција дојде, затвори го, некој платеше одма тие там. Сатанисти го пушти одма. Додека ние да направиме нешто, ќе те затворат, ќе ти земат се живо и ќе се скапиш у затвор, така да. Не фала, пред 12 години сум го предвидел ово, испаднав управо, сега другите што имат еден куп кредити, што имат бизниси веќе отворено, не може толку лесно се преселат назад у Македонија и се прават филмови као Демек Америка, ово, оно, луѓе. Филмови може да се правите колку сакате, фала на Батомиро не пречека, Батомиро иначе ми е откочене комшија. Моментално го нема да има доста работа, го нема да играе, многу луѓе прашаат дека е Батомиро ќе дое наскоро, там јануар, февруар, март ќе играе, кој е вон сезона. Има си човеко доста добар бизнис, си прави кешалада, живее у феноменална кукичка, едино тоа кој он е не у Лас Вегас, он е у Лос Анџелес, значи од Лас Вегас до Лос Анџелес возивме некои си 8,5 часа, имаше трафик, 8,5 часа, не беше многу жешко, температурата беше од 17 до 20 и нешто степени, али кога го улезовме да возиме нека Лас Вегас, таму ќе ги видите на Инстаграм сликите, ја ги немам, чек само, ја не знам што не ги најдов, значи луѓе, интересно е, Дет Волей и Мохаве ли мислам беше дезерт, луѓето е километри пустини, знаеш кој ти рече тоа, пренаселеност. Брат, каква пренаселеност, брат? Тоа е километри и Ще гледај. Возивме тука не знам зашо го дава 4 часа. Зашо ми е умобето 8, брат? Четири часа не се кјам, брат, 8, зашо ми се мобето? Значи ја е грешка, сум 4 часа возивме. Иако не знам, 8 часа, додека возивме 8 часа? 8 часа возивме до Сан Франциско. Значи, замислете си, ово луѓе пустини. Ово е пустини, километри и километри пустини, брат. Ја не знам зашо оваа слика е стајана, зашо ја нема целосната слика со колку километри беше. Али пустини огромни, кои што може да се... Ние видовме една голема база, ја не знам дали ја сликав. Тејате. Значи, луѓе, како по филмовите, значи, со соларни стакла, значи, немаше ги многу, али можем комплетно да ви кажам, има толку многу големи пустини, што може да се стават овакви соларни панели и, брат,
А и не за цел свет, ама за Америка бесплатно да види целата струја, брат. Тamo е километри и километри, е тука може да видите. Ово е само еден мал дел. Значи тај дел од десно од лево што го извозивме е километри, километри рамница, пустина која што нема ништо. Абе еден зајак не видов. Значи комплетно немаше ништо и само камиони и колата, понов модел, стајана е на круз и самата кола ја следе на темпирате, нели, знаете, на поновите коли, темпирате да следе на која брзина, нели, првата кола, таа нема да надвишува и да надвиши неа ќе сопрат полиција имаше. Немаше многу полиција. Имаше на одредени на 20 милји, ама немаше толку многу како што го замислов. Имаше такви undercover коли видов, али мобето е, кој ќе речат пренаселеност, комплетна глупост. Ја имам извозено, значи 4000 или 5000 километри поминавме и преходно имам јас исто поминато некоја луда од Нью Џерси до Мајами и целиот Ист Коуст. Преходно имав исто на Вест Коуст возено. Значи може да ви кажем едно 20 и нешто држави веќе на листата што се комплетно извозени и обрнати. Значи има толку празен простор што луѓе може да се стават соларни панели, цел свет да има бесплатна енергија. Замислете си овај да копа биткоин со таа, зашто тamo нон-стоп сонце. Тамо беше, тука моментално веќе мислам дека улизовме измеѓу 23 и 26 степени у пустината од декември месец. Замислете си летно време, брат, што се случува. Замислете си летно време, брат. Тамо мислам дека колата е нова, све, па нели ејсито може да постигне, ама тамо летно време со стара кола ние упаѓавме преходно, ово ми втор пат у Калифорнија, преходно бевме упаѓале со Toyota. Овие најчесто забрив што беше Toyota, најчесто што возат Uber, ејсито не можеше да постигне, брат, кога се упаднаме у пустина пред Лос Анџелес. Упаднаме некоја, хорор, страшно беше, жешко. Така да, тие филмови што ги кажуваат пренаселеност, да дојдат на мене да ми ги кажат, ја имам извозено скоро голем дел од Америката и километри празни имат простори кои што може да се напојува цела Америка, ако не и цел свет со нека понова технологија. Инаку Лас Вегас ја бев шокиран, кој да сум прашал балканците, секој што викале не е интересно. Не е интересно затоа што не сте поминали 20 километри. Ние буквално сите хотели што постојат, значи замислете си, ние немаме спиено, и тоа после ќе ви кажам колку ќе кошташе цената. Бат Миро, не се докажав, живее у многу јако местенце, многу јака кукичка, пречекаре брато, заштедивме луда сума заради него, дека там хотелите сега, иако декември се ефтини, ема 500-600 на ден како ништо. Литат, храната не е скапа, храната е многу квалитетна, пошто сами си произведот, там не знам дали сликав, мислам не, километри и километри поминавме крави колку имаш. Ја бев шокиран. Значи ние први пат кој идовме од десната страна фактички на кај Калифорнија кој возивме, видов крави и фарми, миришеше science fiction, али не толку многу, али видов километри пасишта. Значи што ренџери ги надгледуваа, роботизација видов исто, повеќе беа, значи роботизација со плюс шофер од тие трактори, не беше фул роботизација, али видов и дронови доста што надгледуват еријата и електрична ограда имаше со брат. Замислете си 1000 километри електрична ограда, ниска, поставена, значи шо машинерија е поставило и викам, бро, what the fuck, разбираш ли? Пошто секој ме интересира такви работи, ја не спав само да изгледам, нели, да видам, што можеше да ме кошта многу, али таков сум, пошто не пијам кафе, иначе да пиев кафе, ја ќе го немав тај проблем, али валјда требаше да го врнам кафето тие денови за многу повеќе да видам и да издржам, можеше тоа не пиење кафе, ние спивме две кока-коли спивме, среќа па не спасија малку, али требаше да се пие кафе. Требаше да пием кафе само за да го издржам таа турнеја, за многу повише да видиме и многу повише ја да возам. Кажи го, тоа што го видовме, тие цел свет може да го хранат. Луѓето е од десната страна не имаше, од левата страна колку видовме крави, брат. Брат, ние немаме толку жители во Македонија.
Ние на Балкано ја знам дали има толку жители. Тоа беше километри, крави една до една, брат, ставени у фарми. Значи пуштини да паса слободно. Пасиштата беа километри, значи тоа немаше преглед, зелено. На кој начин го одржуваат со вода у Калифорнија, за мене имат, да, после видовме еден огромен канал, разбираш, видовме го тај огромен канал уствари, кој што иде од Хувер, не знам која брана беше многу голема, али начинот на кој ти ги наводнеш, што ти не ги видов тие работи, не ги видов тие прскалки, неверојатно да километри да направат под земјата, не ги видов тие прскалки, кои што тоа луѓе замислете си како е поголема од Македонија, брат, една количина да се наводне, брат. Значи неверојатно трактори да може да го извозат тоа, да го наводнат, брат. Тоа ми е голема мистерија, треба да го истражам да видам, значи ама километри. Значи од таму доваѓаат органско месо, млеко и сирење и кашкавал. Значи можат комплетно луѓе сега да излезат од Америка, од тие 50 држави и да си бидат комплетно нивна економија, 4 или 5 на светско ниво ќе бидат. Значи замислете се колку ресурси имат. Значи може да произведат храна, доволно имат технологија, само што граначалникот е сатаристите, кој што е таму да населението е многу успешно таму. Значи населението е толку скапи коли ја немам видено Мајави. Значи таму плюс видов последни моделови, што не знам што толку е филм. Додуше тоа е коцка голема кола. Range Rover, Land Rover, видов нови модели толку многу што ја просто, брат, мислам, у цел свет ги нема. Значи там секој видов у едно место не одминаат 30, брат, на семафор. Значи викам bro what the fuck. Значи огромни скапи колетани се возат, сите се облечени далеко поубаво од тук од Сиетл. Средини, значи ви кажувам пицнати. Например, тука е $26-28 органик сендвич, чикен сендвич, мизерна количина на месо. Таму си скипавме едно многу јако направено со една, не го сликав, значи пошто луѓе 12 години со тука понапред се сликав и кога едениот телефон ми ги изеде сите слики, што не знам дали си ги поврнам и гледам да сликам само ние работи кои што да не е храната што е, каже го. Значи единако налитам на балкански наш ресторант кажавки сликам, али мобето беше другари, секој може да ме додаде на пријатели да гледа, мобето беше у српски, ово е $40. Значи ово е и Славчо ми пишува, чека му кажам само дека му кажам на Славе. Чекај, брат, снимам подкаст, али не работе. Старата програма си работи перфектно, де. Старата програма работи перфектно, а новата што пробаме да додадеме уште на флота, таа се гаси одма, ја снимам видео погоре. Ама старата си работи. Старата работи, мада едната флота што е новата ја пуштам мрачно. Значи, другари, мобето е Батомиро не пречка лудо, не даде да се пипнеме за джеп. Батомиро е легенда. У српското луѓе ние не можеме да го изедеме тројцово, остана за дома. Значи, замислете си. Славе, снимав тие програмата погоре, ти е снимано видео комплетно како се уклучува програмата и се гаси. Другари, тоа мој живот, значи со ова со нај комуницирам исто време, значи ова е $40 луѓе. $40, значи тројца не можевме да го изедеме, значи многу е поголемо од насликата. Тројца не можевме да го изедеме и за дом остана дори. Брат, Батомиро не ни даде да се пепнеме за джепо. Се живо плати. Јелен, например, од српските пива ми е така по-омилено. Друго, ова за прв кога се викаше, ово и беше наобао кај србите. За прв кога се викаше чудото. Ово е пат малку ми е нелогично, ово е $20 сендвич. Ово е $40. Значи ти од дома леп да си земеш јаната. Од дома леп да си земеш и да дојдеш да јадеш месо, брат.
И другари, да се отиде да се види Лас Вегас. Јас сум ги имал многу повеќе информациите, ми кажуваа дека е лошо, не е лошо, Лас Вегас вреди да се види, значи тие сите хотели што ги гледате, сите хотели ги поминав. Повеќето се сврзани еден меѓу друг. Значи сите ги видовме, сите ги обарнавме. Сите ги обарнавме и можам да ви кажам дека многу јаки ресторанти има, не се докажав, значи $12 или $13 плативме у Лос Анџелес, зборам да се враќам. Пративме сендвич, чикен, кој што јас прејадев, што не е вообичаено мен да ме не јаде еден сендвич, толку многу месо беа ставили и тоа органски фул, што прејадев, значи таму е $12-13 сендвич, истиот сендвич дупло помал, чикен, у Сиетл е $26-28, мизерна века количина на месо. Значи Калифорнија се далеко по ефтини, да, помала е сатнината за колку земат плата, али бакшишите, замислете си таму довајат од цел свет луѓе да се коцкат, замислете си за какви бакшиши збореме ќе ви дадат. Значи мобето е тоа, многу луѓе ми пишаа: брат, дека си да не те киднапира, не, другари, и додадете ме на Facebook и на Instagram, ставам стори и ќе видите дека сум окей. Не ги да се уклучувам од таму нон-стоп, да се уклучувам да правам подкаст, дека сакав да го видам ово и интернетот на T-Mobile, може да кажем, беше катастрофа, у хотелите интернетот беше катастрофа и не бев тип што многу сакав да го користам, дека таму најголемите хакери шпартат, така да не беше нешто да... Другари, говориме го вештичките интелигенција и робото. Инаку фул испаднав и од тоа право дека 2025 ќе ги пуштат, значи фул, нема ни волан, нема ништо. Дори да го симнеш апликацијата е бесплатно да го видиш. Ово нема ни волан, другари. Значи веќе луѓе таксистите. Чао, пријатно, тука е уедените од нема го видеото валјда. Јадеме и замислете си застанува. Тоа видео гледаш го немам. Тоа уствари е тоа видео е у Лас Вегас. Не, тоа видео е у Сан Франциско. Ја па Сан Франциско, Лос Анџелес. А не бе, чекај бе, дека беше, зашо вака ми ги дава видеото? Лас Вегас, Лас Вегас. Глед два албума се, е Facebook, значи, нема, блага везе. А не бе, брат. Лос Анџелес. Зашо овие слики се аплодирали тука? Не, ова е катастрофа, брачи. Треба да ги сменам, не ми е јасно зашо се надували. Овие слики се од Лас Вегас. Гледај се аплодирали. Или? Да. Катастрофа. Не ми е јасно како е возможно овие работи да се аплодира тука. Уништили ми го е албумо, али тоа е. Сега да ги вадам, да ги бришам. Другари, јадеме. Другари, официјално Јадеме и замислете се, имаше ги преку 100 ги видов. Значи, 2025 што кажа. Преку 100 ги видов, луѓе веќе возат сами. Нема никаков шофер, брат. И ги досеја видовме повеќе од 20. Тоа се аплодирало, ама нема врска. Касно. Па како се аплодирале од озгорната страна. Значи, нема врска. Ова Facebook го расипа комплетно, мислам. Ја ги додавам албумите, додавам ги сликите и гледај како се аплодирале, брат, што комплетно нема логика. Значи, Facebook е катастрофа. Катастрофа, другари. Чекај да видиме дали го имаше, нема го тај сендвич, не сум го сликал да видите, но за мене тие работи ме интересираат, да истражам, да видам дека некој у Сиетл не прави будале, у здрав мозок не прави, дека храната е, брат, нас се бае со камион, тука може да се донесе се со воз
и са я ставили тази цена да биде, мислам, що е. Тево я, слепли съм, брат, значи, замислете си, $12-13 сендвич, що е у Сиетъл 26-28. Али мобето е, другари, мобето е дека нема и дни на Америката е по това дека јас сум тип шо ги гледа работите на друг начин. Да, ти можеш да идеш там да живееш и све, али на по-дълъг период. Мислам да се разправя с лудаци, с това. Гледате, празно е. Комплетно е празно. Значи живееш от работа дома, от дома до теретана. Мислам то там нелогично ми е на мене и не би сакал пароботизацията още колко почне, не би сакал да живеям там у Америката, така да. Мобето е у Лас Вегас, бат Мирче не пречека феноменално. Има и сръбска, българската кафана. За македонска не се кям Мирче да рече дека има и чекидевме. Има сръбска и българска, там има сърби и българи много. Българската не успяваме не знам защо забравиме да идеме или какво беше, нещо се заводушиме от тия хотели и чуда. Али мобето е дека сръбската много кул луги, много ефтино и дори македонци мислям дека имаше други. Тия дечките ни кажа, здраво после, овай ми кажа, брат Батомир, ко се вика. Не се кям, Никола ли рече, поздрав до Никола. Дечкото кажа, здраво, я ми се в Сърби дека се некој, бяло, така огромно ми стоя. Сърбите знаят дека се по 1,80 м. Кажа, здраво, ама я ми се на Мирче, разбираш. Валida на сите кажа и викам брата Овио. Един викам ми много познат от него. И изпаднава дека ми 5 години член на групата. Са не сме приятели на Фейсбук, ама го найдев Мирче, вика 100% ти вика в групата. И го найдов. Никола мислям дека ми просте, Никола мислям дека рече дека се вика, поздрав до Никола. Ти поседеше до нас. Можеше да дойде да направим обета, ама я не знаех. Мирче, мислям дека, не знам Мирче дали го видя, Мирче беше завъртен с гръб. Али мобето е, македонци има насекъде, па и у групата ми се. Значи, браво да македонците. Сръбската кафана е интересно. Интересна музика, от Тоша Проевски доста песни пощия. Браво на нив. Я у Лас Вегас най-искрено би го посетил. Да ги посетвам тия шоу. Има много яки шоу. Има, да, топлес удара, да, али има много яки шоу со сериозни танчарки, со сериозни стори, приказни кое е направено. Сферата, шо видов ми още сликите, не знам защо не са аплодирали, ама гледайки дека сликите от Лос Анджелес от Лас Вегас се простирали у Лос Анджелес, така да интернетът е значи бил катастрофа. Значи то е невъзможно да съм отгрешил албума. От сферата още не съм ги аплодирал сликите, се страшни. Страшно е то да иде да се посета, да видите то 2 забрика, $3 милиарди. Следното видео, ако е ставам, то е архитектонско чудо. До душа, не знам защо няма ограда, доста е опасно тази страмена агол, кой ще е, ке ви покажем видеята, али 4D мислям дека киното беше феноменално. И ако ние гледаме Вълшебникът, доста стар филм, там 50 години, 40 години, 56 години, не знам колко е стар, синхронизиран, обработен, направен. На много луги видов дека се въртеше свесаля, следното видео, значи мобето е, другари, дека много луги знаят за крипто тамо и само проблема е, що много луги се коцкат и замислете си сите тия, например едно комедия видео, значи замислете си сите тия луги да дойде да дойде да... Чекай, имаше едно видео. Много ми е глупо това, що са се измешали сликите. Другари, жалете се 4 дена ме няма видео. Много се е постирало видеото, ще да кажа. Значи замислете си ovo декември. А замислете си януари, февруари, замислете си юни, юли, август, септември. Кога американците одат на одмор. А ако ги натераме овие сите да дойдат да купат по $10, а да не се коцкат тука и защо няма булмаркет? Километри. Деко види, десно? Значи луѓе 14. Другари,
ако ме прашате... Значи, гледај на што се коцка, брат, што 100% губиш, Што брат. нема bull market? Вика дека е стаја на 30% да се добија, ама не сум се коцкал. Американците кладат на играчи. Може да сум уникатниот први македонец што улизел у Лас Вегас и не се е коцкал. Значи, ја кажав, мора да бидам Да не чуи да не... уникатен, значи, јас сум у крипто фул, значи, Мирчи исто, не знам преходно дали, ама со нас ко беше исто, не е удрал ништо. Да не ја тупам, овоа луѓе, кои идете, кај Гордон, Рамзи, нем да јадете, брат. Кјумрвме, 3 дена имавме такви проблеми, ефтино, $26, ако не се лажам беше, како за толку ново, јако, ау. Ово му е бургер, од другата страна му е Hell Kitchen, не се гледа там, може да е поелитно, не ујдовме да видиме, стварно многу народ имаше. Али тука викам ајде да му го пробаме бургерот, катастрофа, ја бев воодушевен да ќе пробам, нели, англиска кујна, англиски готвач, чуда, нели, шоу. Вкусен, многу голем помфрит, вкусно прстија се излезеш, али дефинитивно low quality на месо. Дефинитивно катастрофа, фаќа на финта на име и забари да му ставаме едно негативно ревју. Значи 3 дена ми се врнаа киселините, ќе умревме. Значи ќе умревме од Мирчи среќа не јаде. Мирчи си отиде и после му пишав Мирчи нем да одеш. Батомиро, али ја Иван ќе умревме, мислам 3 дена. Мен ја киселини 2,5 години 3 не сум имал. Ќе умревме, кетчупо не сум го ни пипнал. Замислете си па шо срање со извинение бил кетчупо. Многу вкусен, многу голем, најадува, али хемија чиста, братчи, low quality. Гордон Рамзи, катастрофа. Значи катастрофа. Пивото не могу ни пробаме од што нели треба да воземе и да се движиме натам ама и топло. Али катастрофа, нем да одете да јадете тие срањи кујни. У Европа ако има може да органско подруг квалитет, не знам, али у Америка е избрал да ви ги земе парите и да кажи го да не дај Боже да оболете од нешто. Значи мобето кој е? Значи видовме у Лас Вегас луѓе, сите тие луѓе 10% од портфолиото да го стават у крипто, ја сум ќе имаме лут бул маркет, ама не може, народо е Лас Вегас е толку јако направен, што ти брат не може да идиш там да не потрошиш пари. Мем наредниот пат нели, сега ако си отидел во Македонија да помине си целата таа драма. И ако ми дозволат да можам да улезам, јас би дојдел у Лас Вегас, би седел после бул маркет, би седел 1-2 месеци се да видам комплетно. Значи да видам све, секој ресторан да го пробам, има многу квалитетни ресторанти органски, има многу квалитетни шоуа, има многу шоу да се види у Лас Вегас, што си заслужува. Значи, вие ако одите у Америка на одмор, дефинитивно изберете да отидете у Лас Вегас, брат. И гледајте да заштедите, ефтини се хотелите ако направите добар дил, гледајте 20 дена да отидете, значи стварно да видите све. Значи да прошетате, да видите, не ви препорачувам да искоцкате некоја сума да пробате, можно е нешто да добиете, ама нем да се лупате на големи суми. Тоа е чисто да си го нели били сте у Лас Вегас и да кажете беми, нели, коцкаме се, пробаме. Јас сам пак гледаш различно, јас бев видов, направив аналитика дека има многу луѓе со многу пари во Америка, што, значи, криптото ние сме од 4 до 7% и бојрум чекам ги овие луѓе од Лас Вегас, кој ќе криптото ќе го достигне врво у следните там 2300 веќе ќе достигне врво многу и многу поголем дел, значи од овие 4 до 7% многу поголем дел ќе дојде, мислам дека околу 2300 околу 50% од населението ќе треба веќе 60 да се убаце и фактички чекај да пуштаме исто замрзнав. Другари, јас се извинувам, ама Америката е тај стил. Значи пуштиш ејсото за умреш од жешко, изгасиш го ејсото, умреш од ладно. Тоа е. Никако да држи некоја средна температура. Мовето е, другари, фала на тие неколку луѓе што пишавте дали сум жив и здрав, али додадете ме у пријатели на Инстаграм и ќе гледате видеа дека бев окей, али едноставно одморив од подкастот и едно исто и да давам простор да ми ги изгледат старите видеа, другари. Значи, ова 4 минути па 226, значи луѓето не се баш навике и не сум ги прочитал кој брато, гледаш, фала ти што се јаде дека се орете, чекаме со нови видео и среќен пат валјда, МКД 0026 дава полис. Каква можност, бро, немам кеш. Не сме нешто потрошили луди пари, бат Миро плати чудо од пари. Оно од другото беше, кажи го, ни беме толку шокирани што најискрено не ни се толку јадеше да идеме да гнетеме до надуме, ни беме
такви шокирани од колку убаво и 14-18 км одеш и да видиш све, брат, тие 2 дена. Не знам зашо не останавме повеќе. Не, газдата имаше работа нешто, што беше со мене дечкото. Ова што им шел Николовски, не ми е верно. Уште дека 4 минути видеото. Ке снимав подлего, ми се јавија и требаше да одам до банките за да уплатам за пасошо и там јануари 20 бек ги стигне. Значи мобето е, другари, треба да го покажам, тука дигнав 747,000 experience, Холосиум не работе, Primary Marketplace не сум уште направил, добив иначе овие работи, вали ги добив. Овие работи, мултипас, 127 позиција паднав, а не сум играл, што се вика, можда 15 дена. Ке видиме колку ми дае, за жал пишував DAO Polis, не можам да го ставам на Staking Reward целио и ке изгубам многу од airdropу. Али мене ми е заклучено тука, удоволствие доста дава, али локерот ми е заклучен, тај тест фаза што ги ставив тие 3000, сега се каам. Ставив ги за да видам колку ќе дава на ден, заклучив ги на 5 години, веќе 5 години и некои месеци и не можам да си го заклучам рестото што го имам од DAO Polis, за да земам голем airdrop, да направам нов акаунт, треба па да плакам $30 мултиплаер, па треба да седам овие 15 дена да кликам, да не испуштам next check-in и ако го испуштам па се враќа на 1%, не ме се занимава. Разочара сам од Star Atlas што не се направили опција и старите у играта да може да си го стават DAO Polis-о. Разбираш, ја не може да го заклучам, ја чекам bull market да направам пари од тај DAO Polis. 4 години у портфолио имам нешто и чекам и докупувам и сега да го заклучам на па 5 години, брат, ке ме извините, ама не фала. Ке видиме колку ми дае, ама ке видиме. Овие тука се стигнале 7 милиона, валјда имат по 30-40 $40 само DAO Polis заклучено. Ама јас сум на 747,000. 15 дена не можев да играам, што е многу, сигурно ќе бев 2 милиона сигурно ќе бев. Ако играев, али приоритет ми е пасошо. Така да, за жал, максимално другари нема да може да го проверам колку ќе дае airdropу. Ќе видиме, Иван го натерав да стави неговиот DAO Polis, ама он не уклучил мултиплаер, он има багимите DAO Polis, ќе видиме кај него колку ќе дае, па ќе пробам некоја математика да направам колку сум испуштил. Али ќе испуштам многу. 15 дена не сум играл, не можем да го ставам DAO Polis-о, така да криво ми е што нема да го земам тај максимум airdrop, али тоа е. Бејки пишав, бејки наредниот пат ќе текне да направат да можеме и ние, брат, да го ставиме некој повремено тука да се стави некако, не знам. Многу е лошо тоа што не може DAO Polis да го заклучам, да речеме, на 3 месеци. Али, не знам, нелогично ми е ово што го направија и сум разочаран дека, брат, на мене ми е тука Sage Labs, тука ми се станиците на овај профил, значи, што треба да направам, да земам Sage да преместам у нов профил, фактички спаѓа, и тука ми е експириенсо што го имам на самата игра, тука ми е експириенсо на Sage Labs, што го имам, тоа ќе му треба време да го отворе. Разочаран сам многу од Star Atlas што не се измислиле, брат. Глупо е да ја, брат, ми текнуват повеќе работи отколку на нив самите. Мобето е, овие човечињата кои ме прашуваше колку пари се, $78. Ово е срамота за Македонија. Срамота е дека другари, бабата у Коста Рика продава јајца у биткоин, за биткоин. Како што гледате, ништо не се прозевнав, сега да не се урочам, али тука е сабајле во Америка 10 сато, замислете си, ја од 10 сато живото не сум станал. А у Македонија, другари, народот ми е многу криво што не сум таму да ги описменам. Гледате, веб-сайт се направи, 1300 луѓе од Америка се интересират, од Ирска 326, од Шведска 223, од Македонија 108. Значи, нашите се на Стара Нова година уште сега.
Нашите за летото правят мобеция, се прави дека од на летување, за Стара Нова година како дека како кој пари, додека ја гледаш Америка, македонците, балканците. Ги интересира како нивните пари да ги уложат и да имат сериозна сума на профит, додека нашето македончето е само 108 луѓе активни од Македонија, замислете си кога пратат вебсајтот. Оние другите сите се валили многу богати и ја ќе да видам укочи ми кажуваат, значи замислете си мал некој си сообраќај да ти не можеш да се движиш, што брат голема мистерија ми е да го видам и тоа чудо. Каков тај град со толку многу коли, кој што целиот град е 15 до од кај мене дека живеам од краја на градот до трговскиот 15 минути пешки брат беше. Мислам со кола колку за 2 минути. Спомнав за прозевање, сега ќе почнам се прозевам гледа брат, мозоко. Ќе си го тражи кафето. Разочаран сум македончето, али супер, тие 108 луѓе да дојдат у академијата. Ја би ги научил многу повеќе, пошто луѓе што се заинтересирани да чепкат по вебсајтот се луѓе кои што со сигурност ќе успеат брат у еднината без разлика колку имат и колку немат. Значи да дојдат у академијата за тие 108 луѓе максимално. Ева ако некој следи тоа, нека им пише приватна порака ако има заинтересирани за криптоакадемијата. Значи јас сум сигурен луѓе дека у таа криптоакадемија ќе научите многу, пошто уживо некој да седне и да ви пренесе не е исто како сега што брмблам, не е, верувајте, не е уопште исто. Значи едно е тука некој седнал таму од Америката брмла за ово, друго е уживо што може да кажам, оти тука ја не можам да зборам многу, тука ако зборам фактички ја ќе бидам финансски советник и може да ми го избриште канал како преходниот. Додека уживо другари, вие сте потпишале договор, ја не сум финансски советник и ви кажувам луѓе што сум ја дознал информација и ќе видите дека таа академија ќе има многу задоволни луѓе. Од 4 до 8 години таа академија ќе направи нови мултимилионери во Македонија. Мултимилионери. Сега, ако сакате да биете мултимилионер, бујрам. А ако не другари, копајте тука и пробајте сами да станете милионери или мултимилионери. Мобето е другари дека да, многу луѓе викаат да го продаваме ли Cardano за Midnight. Не, другари, какво продавање. Славе ќе направи следно видео, ќе видите колку пари е направил, он беше единствениот кој што кликаше за да земе од airdrop-о, значи ќе видите колку пари и погоди, ја не знам Славе, вали да нема време да направи видео. Погоди дека ако го чува дека ќе онади, сега да не кажам колку му се зголеми сериозна количина. Треба да направи Славе едно видео и да за и други македонци да видиме дали имат него многу малку луѓе го следат, а пази он за технички работи е, може да ви кажам Македонија нема дефинитивно луѓе. Тие таму само прогласени експерти, лупат зелени глупости, замислете си ја у академијата кој дојде не сум сам. Значи замислете си Славчо е таму. Значи за технички работи брат што да го прашаш. Значи имате cyber security, за безбедност ако нешто ви се случи, брат, вратете на Славе, Славе не е достапен, вратете на мене, ја вртам на Славе. И значи академијата ќе биде нешто брат. За тоа ни треба тие пари за комплетно да немо ја мислиме од дека ќе се плаќаат тие давачки и там нели чуда и Славе да се откаже комплетно да речеме од неговата работа и фул, замислете си, да може да го плаќаме Славе, фул да може да работи за нашата компанија, за мојата, мислам, за нашата компанија, на мене и Славе, јас планирам пола-пола да биде компанијата, ја не крием, не сум лаком за пари нешто, све што се спечали пола-пола и ќе видиме, ја планирам тај процент да го уложам назад у крипто, да направам пари, па да видам на тие академиите што ќе дојдат што поклон да ја дадам, разбираш, што да ја дадам у стилу на кеш ли ке, крипто ли ке, нови коини ли ке, за да направат уште повеќе пари. Значи, планот ми е, тоа што ќе го земам, откако ќе се плати се живо, значи да се уложат, да се реинвестират и да видиме колку пари ќе направиме. Значи, тие пари што ќе ги платат за академијата, не е обично за ние да се луксузираме, туку е, замислете си, правиме пари, взимам 100 луѓе, еден автобус, одеме у турнеја на Балкано негде, брат. Знаеш си која авантура ќе е тоа, брат.
Значи 100 луѓе дојделе во академијата, направиле сме пари, уложиле сме, направиме, ајде брат, замисли 100 луѓе, пунеме автобусо и патуваме во Босна и Херцеговина, кај Османагич, кај пирамидите. Там брат што има? Там има концентрација. Сега не проблем, има. Улаваш и може и трейдер да станеш. Ке видите. На што мислам, имат многу луѓе што сум ги пратил се излекувале. Одеме, таман ќе биде поврзано со другата мистерии вебсайт што планирам да го направам посериозен, приоритет за античката историја. Иначе луѓе бегајте од Германија, кажав, со какви изроди што ги пушта, гледа, да го тепаш ки ти избоде, али гледа, тоа е, ти не можеш да се интегрираш, брат, тоа е, за жал. Спржен мозок, тука другари, ако сум жител, дефинитивно ви треба ово нешто. За да преживеете на улицата, брат, што да кажам, welcome in America. У Англија што е да продумате, испаднав управо се апсе, да не ја тупеме, брато е... I can tell you right now, they are kicking our high knees in advancing AI. And the way they're doing it is they understand AI equals power, power equals AI. And I mean... Глуми лудо као да ме Кина уидела многу понапред од Америка у вешка интелигенција, на површината да, тука луѓе. Не можовме да отидеме таму какви бази има. Баш бат Миро викаше од него таму тие Air Force што има бази чуда, замислете што има под земјата. Значи Америка под земјата луѓе, викаш, гарантирам. Значи имам носено технологија, гарантираме дека под земјата имат Star Trek и Star Wars. Значи Америка под земјата, тие бази се Star Trek и Star Wars. Значи буквално ако веќе горе гледате во Кина што прикажува со роботи, со сите тие работи, доле у нивните бази комплетно работат фул роботизација у барем 120 години. Значи замислете што имате изградено. Значи тунелите, Америка е цела со тунели поврзана од сите тие 50 држави и се патува можда и за минути се патува од едниот крај на другиот, значи минути брате, прашање. Значи замислете се колку брза технологија има. Значи гарантираме го тоа. Да не бромлям се овај канал да ме блокнат, значи гарантираме дека има технологија која што не може да се фантазирате. А сега у Кина тоа што се прикажува на површината за цивилите, тоа е тест фазата за 15 минутните градови што ви ги зборам и за таа роботизацијата. Значи у Кина населението е по склоно да е нормално да се скенира, да стае чип, да има од точка А до точка Б, да може да гледат камери као демек нели побезбедно сите тие работи на куп додека у Америка. Ако се случат сите тие работи, значи прво треба Кина да го направи за да дојде во Америка. Значи да тука намерно се остават, гледате Калифорнија се распаѓа сите тие работи, намерно се остават све плански, през години план, се остава се живо да се распаѓа, значи креираш проблем за да го решиш проблемот. Значи оставаш тука бездомници, убиства, чуда, за одеднашка да речеш гледа у Кина како е брат. У Кина е брат, све е под камери, све е безбедно, све е нели супер, ај ние у Америка да го направиме тоа што го направи у Кина и одеднашка тука Трамп нели после 5 години ќе го направи да види исто како Кина безбедно, средено све. Али населението е далеко поразлично од Кина е 15.000 брат години. Иако 5000 официјално нели историја, ќе оставаме, ќе играеме нивната манипулација, 5000 години цивилизација која што се играла со барут, брат, пред толку многу години додека Америка не е постојала. Така да Кина тоа што гледате тест фазата на елитата за после да се имплементира низ цел свет. Нашата фаза е да научиме технологијата, да направиме профит и да се движиме у градот додека е нормално и после сите да имаме на село план Б. План Б да имаме на село за кога ќе речат следно иде фаза, да идеме малку на село да поседеме до тие работи. Додека не се имплементират. Ово не дај Боже да го пуштам, ќе ми го блокират видеото, ово е усред бел ден грабиш убиство, значи добро што не се пушти видеото.
Тия додадете ми логин на Twitter, и гледайте ги работите, ще ги споделям. Пролистувайте ги луги работите. Иначе, да, луги, аз снимав на Батмиро, баш му го покажав от къде него дома, ама то видео не го ставив, ще не съм пришъл Батмиро, от къде него спаднаме чайче напри Батмиро, напри чайче со 10 кинески там от чуда кореня. Брат, забри да му кажем на Батмиро, то чай ме просветли. Бат чая, бат. Я го имам пиено тук, трябва да му кажем Батмиро да ме го слика. Не знам, пишете Македония дали има такви кинески чаеви, ако не, когато долу в Македония, звонам на Батмиро, поне един контейнер и донасам ги в Македония да си пият. Брат, тай чай, грозен не на вкус, стави ми медо, али грозен на вкус, онова, али шо по-грозно, шо по-лековито. Разбираш, сега метко на бутав си по-добри, али мобето е, брат, мислам дека ако него Господ здраве му даде на Батмиро, ако добро ще му текна, ако не ми го дадеш тай чай, мислам дека ќе си издував на от тия тамо други храни, ще ги пробаваме. Сръбската, кажи го, кафана, много издоме там месо се, сега возим и однъж си скипаме и толкова се набутаваме месо, шо мислам дека ќе експлодирав. То повече беше от шок дека $40 тогава количина на месо. И аз си бе филебара, и аз си го удри филепчето. Поздрав на Батомиро, жена му, много кул жена. Дека беше от Струмица, ако не се лажам, много кул жена. Батомиро има и детенце, много кул. Добро е, шо не го изплашиме да плаче, значи позитивна енергия. Поздрав до жената на Батомиро, значи кажа дека ме гледала нон-стоп на сите мои подкасти, значи и чекай, шо друго беше и гледа забрив, шо сакал да кажа. Поздрав до нея и гледа забрив. Леп беше направила, брат, аз съм лебар. Леп беше направила много бав и вика, сакате ли леп? Брат, аз съм откочен, брат, ков сакаш ли леп, брат? И ако чуда меса на масата, Батмиро беше направена на даска со месо, много яко. Батмиро е кафански човек, брат. Това ще го беше направил. Я, например, бело месо не яда. Мислям, белото измига месото, я не може да го ядам това, брат, ако не е направено добро. Али Батмиро, я не знам защо няма та слика, бе, брат, от Батмиро. Чекай, фактически Лас Вегас. Чудно работа да няма сликата, брат. Нема, много слики не са се аплодирали. Трябва да видам да ги средам. Батмиро, каква... Гледай, нема ги, брат. На Инстаграм знам дека сликата ставив, ама тука чудна работа я няма. Значи как? Место ще го беше направил, топиш се устата, брат. Батмиро е, кокей му окочене, го грабам, купуваме месо и мора да направя още нещо какво чудо. Абе, топеше се устата, брат, месото, брат. Компири ден ще беше направил. Сега ми се приеде, брат. Абе, Батмиро, праки, деливери. Компири ще беше, па салата ще беше направил. Ау, брат. Салата ще беше направил. Жена му нямаше дома, не знам дека беше негде отидена. Значи Батмиро не пречка, жена му не беше дома. Жена му беше негде отидена, не си казвам дека беше. И ние ко си скипаме и Батмиро не пречка. Беше направил чуда, пръстите се излиеш, ама жена му лепче беше направила. Брат, я мислям дека у Америка, т.е. тук съм му сиедал 8 години, мислям дека толкова леп няма в изядена, брат. Мислям, лепчето беше science fiction, а замислете си по Македония да направи лепче со македонско брашно чудо. Брат, там я мислям дека на Мирчи жена му би издел 3 лева. Брат, сечеме на средината един сумун леп голем, замисло фурна, брат, един голем сумун леп, сечеме го и бута на Батмиро цялата скара, бута му на 3 кияда, брат. Я мислям дека Батмиро, ко се погодил со жена му, он скара типката леп и братче требе. Добре, ще има такви жени още в Македония. Македонки ще знаят да спремат да направят. Они и ядение беше направил нещо. Не си кям, що беше речела, беше направил и ядение, ама ние толкова много си набутаме от тази сръбската скара и беше останало, що после мислям дека и преядоме, разбираш, тази сръбска скара и иначе жена да ни беше наготвила. Мислеше дека се върнем вече дека ядем, ама ние там по шоу, мол и много късно стигнаме.
Иначе не пречекава феноменално и поканија ни повеќе денови да спиеме и све, што ние не прифанаме дека требаше, Иван имаше работа. Иначе седеше ни се. Батомиро имаше и работа, ама не покани да спиеме у куќата, остава него клучо. Жена му немаше никаков проблем. И истори дошт, поздрав до нив. И добро е што има жени дека ме гледат брат на крипто. Значи жената е у куќата, пали гаси некој пат. Значи чим на Батмиро жена му гледа крипто, значи Батмиро дел од платата ќе трупа уште повеќе. Така, значи екстра паричка. До другите жени од диаспората да почнете да гледате, да не се караме, брат. Така да, поздрав до нив. Ово сакам да се докажам, кај Батмиро, луѓе гледаш, кај него се гледа, целиот Лас Вегас се гледа, брат. Значи комплетно, и стар дел, и нов дел, и све. Даунтаун, зашо ги нема стиките од Даунтаун, брат? Батмиро не одведе, Даунтаун. Па да, Даунтаун мислам дека беше. Ја бев шокиран од платното, од тоа Македонија ако направиме, ја мислам дека од цел свет ќе додавиат. Значи можда, не знам, едно 5 минути, 10 ќе му дое пешки да изодеш комплетно направено од монитори, од кажи го скрин, гледа за врсио македонски направено, како да се гледат наши реклами, ама многу јако е направено. Тај дел едино ме воодушеви стариот, дека замислете си пред 11 и пред 20 години е било доста интересно Лас Вегас. Ја не знам брат кој ми излежал зашо не сум отидел. Многу ми е голема мистерија кои македонци ми кажуваат толку лошо. Вели да се мислеле они за Лос Анџелес, па ми кажаа Лас Вегас дека е толку лошо, па да не сум отидел до село 11 години, ми е голема мистерија. Голема мистерија ми е. Јас сум бил у Лос Анџелес, бил сум у Сан Франциско, ама у Лас Вегас зашо не сум бил, ми е голема мистерија. Матно ми е многу. Иначе да, сум шокиран колку луѓе се шприца, у Калифорнија. Там се сериозно цялото производство на храна за Америка е скоро таму и ово шприцање, брат. Тие километри по линија со храна и таму најголем дел, еве јас например, мојот фрижидер сега да бркнам 99% од овошје и зеленчук ми од Калифорнија, органско. Тоа што го видов сум шокиран. Многу се шприца, додека Флорида не. Мада Флорида не произведува такви чуда. Многу лошо, не знам Трамп зашо не го забране овоа, баш од кај Батмиро видов целото сонце го беа прикриле, брат. Разочаран сум од тоа дека шприцата Америката. Ово добро е исто што не е пуштено, значи усред бел ден, значи едноставно ти избодува ти. Тај среќа мислам дека преживеа. Значи ја не би живеал во Америката. Кина, луѓе, да не ми го надат видеото, да не мине секунди, Кина, другари, тоа што во Америка под земјата, над земјата више се тестира, роботизацијата неизбежна, значи видовте у Калифорнија се веќе пуштени два различни вида на Waymo и онаа другата за кој се викаше, и трета е која што видов, не можев да го видам името, третата веќе што не ми се викаше колата, како изгледа, учија ги. Значи учија ги, беа со шофери, комплетна компјутеризација, не знам зашо не ги снимав. Валјда бев шокиран од колку брзо возеа. У Калифорнија возат лудо. Видовти загина и креатор на Call of Duty. Луѓе таму се возат на 65 мили на час, се возат 120. Ја бев шокиран и дури бев толку шокиран кога поднав у 6 ленти што одбив на бензинска и го разбудив газдата, нели, типу што беше со мене, викам Иване вози ти. Ја не сакам да возам, не дека се плашам, може да го извозвам, туку финтата беше дека многу ми се спиеше, ја не сум денска птица. Значи, многу ми се спиеше, там сабајлето купаднав и имаше многу полиција и не би да ние беме само едни од Вашингтон, се гледа од километри тоа, да не сопреди да треба да објаснувам, да звонам на Homeland Security, па да покажам мейлови, јас сум тако доеден, нели, за пасош, за воно, да има драми, значи шо сте тука, како сте, видов некој возило ме следеа, да видат човек кој е, нели да видат дали со телефон унатре или да видат кој е унатре. Имаше видов ги тие undercover кој што гледаат се камерите се и викам чекај да не упаѓам од драмата, не дека нешто се исплашило, но многу драма, 2 сата, 3 ќе те држат
да обясниш кой си, шо си, нели, от self-deportation, там веќе апсењето беше активно, али валјда скенира, нели, таблицата, видоа кој е унатре, пошто јас сум на колата на осигурањето, и видеа дека сум за self-deportation и не ме стопреа. Иначе од 3 крузери ме следеа, ги видов 3 крузери, необележени, ама гледа се антената, гледа се камерите, гледаше се полицијата унатре, нели, облечено панцири тоа. Дефинитивно од сите страни ја заобиколи колата, значи ако бев снимал тоа ќе беше многу кул. Значи undercover беа и викам чекај да го разбудам да не сопрат случајно, ако сопрат, нели, пак ќе види дека сум унатре, полесно ќе објаснам колку зашо возиш, како ово, оно, и ако имам дозвола, нели, кажав, најавив на Homeland Security дека ќе возам. Имам разрешително да напуштам Вашингтон, да идам у Калифорнија, кажав дека ќе идам у Лас Вегас на неколку дена, не ми забранија. Фала на Homeland Security. Значи не ми забранија нигде, кажав дека идам Сан Франциско, ќе идам да прошетам Калифорнија. Плюс не само да извадам пасоши, не ми забранија луѓето ништо, разбираш, ниту ми се јавија да ми прават проблем. Значи врнав се назад до тоа, значи 4000-5000 км ја не сум ги пребројал, за да си дозволиме американците 5000 км да поминам низ Америката, затоа што сум на self-deportation, ниту му опција, ниту ништо. Да, во едно време беше жустро тие крузерите кои ме заобиколија од овоа, че валјда да скенират, да видат дали сум опасен. Имате два вида, имате опасни илегалци и луѓе кои што немаат никакво досие. Ако имав, значи со сигурност, брат, ќе се пушти и немаше шанси да избегам. Значи начинот на кој возеа до мене, значи нема шанси да избегаш тоа, дефинитивно ќе мора да стопиш. Значи дефинитивно клинч. Ти од назад не можеш да врнеш назад, тоа е трафик, илјадници коли што вожат 120. Значи таму ако ме сопреа, прашање беше и како ќе застанат, што се вика. Али мобето е, другари, дека помина све окей, че едем кој ми пишува. Чинчо ми е пишал, Цинцо ми е пишал нешто, дека What? И Цинцо уживо. Цинцо ми е како ово, кажи го, дигитално обезбедување, ако некој рече нешто лошо му паја тука, го прави мајки шајки, го прави лом, дужи му скара. Беро, али пишал е BNB is now available for trading on Gemini. Не е можно. What? Че да не се лути, аз сега викам Чинчо. Цинцо. Цинцаре. Брат, уживо сум, снимам подкаст и сум шокиран што сум ја пратил. BNB is now available on trading on Gemini. Gemini е америчката берза. BNB, што со закон беше забранено да се купува. Бро. Ама Цинцо убава напишал. Цинцо, брат, тоа е. Гледа, че американците ставија BNB кинеска компанија на Binance, а го немат Cardano. Многу луѓе не знаат. На Gemini најголемата берза, најбезбедната берза, Gemini, која што е америчка берза, никош не е хакнана, освен тоа, нели, што има проблемо со earn на како се вика, на BlackRock, керка компанијата, тоа беше оделен инцидент, и чекај па на Чинчо му снимам ово. Еве Cardano го уште нема. Цинцо, да знаеш, тука сум, снимам. Јас сум шокиран, брат. Требе, ја кажав BNB да си има у портфолио. Цинцо, шо е пратил, другари? Те зумира ли камерата, бе? Јас сум ставил да не зумира. Значи, другари, јас сум шокиран и спаднав управо со аналитиката. Братче, гледате ли? Ја давам информации, брак, ништо, гледат. Снимам и бум, информација тај. Онај ми вика, брат, тај кој, зашо ја викам академијата? Замислете се, направиме на екипа. И кога ќе речеш, брат, чекај. Кога ќе речеш, 100 луѓе сме у академијата и сите тие 100 луѓе исто се пуштени на секаде. Читат унодот и однешка бум, информации добиваме од сите страни. Кога гледаш, јас седам, замисля јас сега треба да седам, да читам, да надам, да проверам мейловите, што ги имам 100 минимум на ден. И сега однешка гледаш, Цинцо, вика тоа ќе се трейда, онај вика, тоа ќе го има за купување. Онај вика на таа берза тоа се појави, онај вика брат тоа се дешава у таа држава, онај вика оно се дешава у онаа држава. Значи, ја другари информации имам, као може слободно да ви кажам дека сум као разузнавачка агенција. 7 дома ми стигнуваат пораки со информации.
Значи BNB, чекай да видим дали е литнал отма или нещо. Още значи народа не е видял. Не, BNB, братче, BNB. Значи, чим го стават на Gemini, ги биде интересно, че американците, значи валя Трамп го помилува Цизи, значи, можно е, замислете си, Binance.com да се върне в Америка. Това е много интересно. Ако Binance.com се върне в Америка, другари, замислете си BNB, коя цена ќе отиде, ако на американците дозволят taj левел на staking rewards, ако ги дозволят на американците, ще ги има на Binance. Замислете си Binance, BNB-то колко ки иде токено. Замислете си какви airdropи ки дава. Замислете си нови американски компании, ще се рекламират за BNB да дава други коини. Само съм разочаран от Gemini. Убаво е напишал Цинцо. Cardano го няма. Замислете си, Cardano го няма. 11 години. Не 11, факт, че Cardano колко постори. Cardano, другари, то е страшна бура надвор. Cardano го няма. Значи замислете си. Викат го американска компания, Трамп ке го додаде, Cardano го няма. Другари. Шо не е фер. Май. Кой ми рече не... да ви обясням една работа за Cardano, другари. Cardano не е коин, кой ке вика, гледай, сто е пая. Cardano, другари, не е коин, кой шо ке литне 100, 200, 300 долари, вие ги станете богаташи. Cardano е коин, кой шо и на оваа цена да го купите за 1000 долари. За 1000 долари, другари, да не отидете на нова година, на стара нова година по 500 долари сигурно ки потрошите. Делено на 0.3548. 2818, така ли? Само по 3 долари. Значи за 1000 долари, другари, на all time high правят 8450 долари. Само да не отидете на нова година и да не отидете на стара нова година, 1000 долари да ги ставите у крипто, у Cardano, 8450 долари. Другари, 8455 е за наредните 8 нови години и 8 стари нови години да имате. Разбирате ли? Що е разликата? Плюс на staking rewards може да го ставите, ама чекай, Cardano трябва да стигне в bull market 6 долари. Ако стигне, да речеме, чекай 2818, така ли? 2018 по 5.50 на по-така сума да го надате. 15500 долари, другари. Значи, оно е сигурно на all time high на 3 долара 8 да го продадете. А на воа да ризикувате на 5 да го продадете, що я мислям дека трябва да отиде повече, 15,000 долари. Значи, другари, 15 пати за наредните 15 години ки имате за нова година и за стара нова година. Да речем. Така да, другари, Cardano не е коин, кой шо вие ке купите и он однъжка сега ке стане 100 долари и вие ке станете милионери. На по-голема сума на пари, гледате ли какви пари може да се направят? Али шо е мобето? Другари, на върво се одно продава. 3 долари, 5 долари, 6 долари. Одно се продава и се кешира и се чека да падне за да го купите назад. Или со парите уживате, да речеме, кога ќе дойде тај bear market от тия 3 години, ќе видиме на кои суми какво ќе се изиграе, да видим дали ќе се купи, дали и да не падне, да речеме иде 6 долари и падне само 3 долари. И ще остане на 3 долари. Вие, много скапо не падна на 0,35. И на 3 долари, другари, ако остане Cardano на 3 долари, значи следната година ќе биде 12 долари. Може да направите пари. Вечно може да правите пари. Тоа ќе ви покажем академията какво. Мобето е, значи не е, брата, купив со години стое. Овоа типче, кој ми е пишал? Voice не може да слушам Цинцо. После ќе слушам. Значи мобето е купувате, чекате страпливо, бум, гледате ли го, бум, правиш пари, после гледате. Стагнира. Не е коин кој шо ке рипа, ке паја. Иако на 0,80 на 1 долар, па 35, може да се правят пари, али тоа ќе објаснам у Криптоакадемијата како. Тука не може да го кажем от и финансски совет.
Значи, гледайте ги тия шпицови, може да се прави пари и ако ги заглавувате ги у технологија која што кога ќе очекате следниот период од 4 години, вие си ги извајате парите. Разбирате ли? Тоа треба да седнам и да ви го објаснам. Криптоакадемијата. Значи не е коин кој што ќе лита како Zcash 1200%, 3000% да речеме и вие направите пари. Дали може да литна? Да, може да литне, али не е коин кој што ќе достигнува огромни суми на пари, кои што вие ќе станете екстремно богати, освен ако цел свет не. Гледаш, американците го саботират, на Джимини го нема. Значи најбогатите американци кои што се на Джимини немат пристап до Cardano. Значи, што значи тоа? Кога ќе остаат како BNB, многу луѓе американци богати ќе речат: "О, брат, тоа со години веќе е присутно. Сега го става технологија, дај мал дел од нашето портфолио да натрупаме. Брат, тоа добра технологија. Уште малку, што американците луѓе трупат. Че американците не се од денеска за утре. Има ги и таквите, ама онаа сериозните што се на Джимини што сум ги гледал, там нема игра. Там нема игра трейдање. Играта е на BNB, на Binance и на KuCoin. Там нема, там имаш сериозно, седнува, изкупува, купува и продава. На Джимини ни треба да се појаве, BNB е закон, информација дека се појавил, треба ни да се појаве Cardano. Замислете си и нема зимо. Cardano, запомнете, е коин кој што треба да си имам портфолиото и на експлозијата се продава и се чека. Значи треба да фанете експлозијата на Cardano. Дури може и да се трейда спрема биткоин. Тоа ќе го објаснам у академијата. Пошто видеа има на оваа тема, мрзи ги луѓето да гледат. Така, другари, мобето е, кога ќе ни позатвора дома, ќе имаме многу време, братче, како да геймаме, да трейдаме, да флипаме, да се дружиме и да направиме паричка, за да се преселиме на село, брат. Ми е мисијата. И да може да прошетаме Кина и Русија, да видиме што технологија можеме заедно како група да донесеме у Македонија и да направиме Македонија напредна држава, другари. Зашо да не? Зашо да не направиме криптоакадемија со луѓе 100, 200, 300 илјада луѓе кои што ќе се дружиме? Замислете си колку сме мокни, колку влијание ќе имаме постепено за да смениме Македонија. Или еден град, едно село, друг град, трето село. Разбирате што сакам да кажам? Ако може да вредите, можеме и ние македонците. Лос Анджелес, другари. Валја уличката сам ја промашил. Лос Анджелес. Ово е луѓе центар. Даунтаун. Возмислете како да идете у кочено сред центар да се дешават овие работи. Ужас. Ужас за луѓето што имат бизнеси, брат, од страната. И туристите тука, празни улиците, гледа. Страшно. Ово е Сан Франциско. San Francisco, California used to be the pride and joy of America, one of the greatest cities. Другари, Сан Франциско. This is Gavin Newsom's San Francisco. He wants to run for Ние малку прошетаваме, малку задржаваме, пошто беше многу облачно, дождови чуда. Of San Francisco and in much of the state of California. Туризмот уништен. These people doing that lean. Remember that song Бизнесите by се Fat унищени. Joe back in the day? Може да ти избодат сред белден. Lean back. Значи тие си наркомани, брат. Leaned back. I mean, this is just so sad to see. Чека да не ми музиката, да не ми го блокират видеото, катастрофална грешка, напишу 37 секунди на 20. Погледнете, луѓе. Ово е Сан Франциско, луѓе. Ово е најобавиот дел од Сан Франциско. Дека има чуда да видите. Чуда. Гледај. Намерно се остава, другари. Не може Америка да не може овие луѓе да ги собере, брат. Трамчо сакаше да ги собере, да ги стави посебно там, да ги загради и да ги каже или работете, или лежете така, пак и плаќат државата. Тука се милиарди долари перат. Тука имате CEO, директоричиња што возат коли од 200, 100 на 200 илјади долари джипаци, возат као нешто контролираат новија. Америка има толку многу милиарди потрошено за бездомници, што новија сите може да ја дадат по 1 милион, тоа се 200-300 илјади бездомници низ цела Америка, може да ја дадат буквално по 1 милион и да овие бидат милионери.
Сасвим да направят сасвим туристички дел. Но евентуално пустината може да и направят, празния дел да и направят, кажи го, нов град, града на бездомниците. Не билионери, па да шоу. Почнете от почеток и да видим що ги направят. Значи Европа, другари, бегайте. Бегайте си в Македония, да се дружим в криптоакадемията, да видим що може да направим за Македония. Не съм я ненормален, другари, ово е, другари, че я стопирам да не ме го блокират, ово, другари, е у Саудитска Аравия, поздрав до Илия, ке му текне шо му кажував, викам, иднината е фарми со сериозна група на луги, што ќе се дружат и ќе имат влияние да тие фарми да не може државата да ги затворе, пошто плани е да ги затворат сите фарми во Македонија и цел свет и од корпоратските гиганти, ама Саудитска Аравија, другари, е мокна држава и гледате шо века. Ќе креира 13.000 работни позиции, што сигурно ќе надгледуваат роботизацијата, ово ќе биде многу огромно. Другари, кози и овци, замислете си. Кози и овци ќе одгледаат. Значи Саудитска Арабија не вика ќе правиме роботизација со кози и овци, сакат они да си одгледуваат месо, затоа што више се свесни дека тоа месо надвор што се продава, џабе ти се парите ако ти увезуваш GMO месо. Џабе ти се парите ако ти увезуваш штетна храна, брат. Замислете си овие луѓе шо планираат да изградат. 15 билиони киловати of green electricity. Со 100% соларни панели, нели тамо пустини чуда. 140.000 литри од млеко на ден. Козио и овчо, брат, јас шо зборам? Какво кравио, брат, овие знаат шо се јаде. Козио и овчо. Не го иритира стомава, не ти издувува. Ние, другари, ајга, престолната на Македонија од тоа време, кози сме одгледувале, брат, не сме одгледувале крај, брат. Македонија, братче, има пасишта, што козата и овцата пасат на различно ниво, има пасишта и пасишта и пасишта, што може да произведеме најквалитетно органско сирење, најквалитетно органски кашкавал, најквалитетно органско млеко, најквалитетни од коза сапуни органски, што, брат, прават чуда од каква хемијата, и да се занимаваме со крипто, да јадеме квалитетно, да си го чуваме здравието и Македонија да си ослободиме од окупацијата. Луѓе, народот се враќа назад. Иако роботизација, гледајте луѓе. Гледајте, чекај да не го пуштам. Гледајте луѓе. Шо не изградат трговски центари да блеат? Ама, треба да јадат. Гледајте луѓе шо планира народ. Значи јас сум ненормален, нешто викаш, ај крипто, брат, гледај какви глупости руп. Брат, овие глупости ли лупат? Чи овие имат крипто? Ама интересира ги биткоинот не се јаде, карданото не се јаде. Ти џаби имаш крипто ако ти јадеш GMO, ако јадеш пестициди, ако се телото си го надуваш, тука не дај Боже у Калифорнија беше окей водата, тука у Сиетл не дај Боже се изтушира тој човек. Толку хлор, ти се разпаднеш, брат. Што значи тоа? Ти кога ќе јадеш нездраво, кога ќе се третираш со нездрави продукти, другари, вашиот мозок не функционира. Вашето тело се бори со тие отрови, вие немате таа концентрација. Ти не може да се функционален трейдер, не може да се функционален на работа, не може да се функционален дома. Не може да се функционален да се концентрираш да ги гледаш информациите. Тоа ми е поентата, брат, од таа академија што сакам да ги научам луѓето да ви пренесам. Што тука фрлам делови, разбира се да видите луѓето дека не сум луд. Овие работи луѓе какво е било пред 2000 години, полека модернизирано се враќа назад, значи технологијата и тоа треба да се спојат. Ако може тоа вие можеме и ние, брат. Можеме и ние. Не сум луд ја, брат. Не сум луд. Ово сум, че е по музика ставил. Луѓе, новата мапа веќе може да играете 12-15 пуцачина, тражи луд компјутер, можете да намалите на лоу, ако може ке мене, може и ке вас. Значи, луѓе, гледајте да почнувате да тестирате. Тука моментално 8 луѓе, че имам Дакотата, брат, ме интересира дали е тука. Дакотата е насекаде.
Зашо е замаглено? Нема го да коцате на во видео, али другари, тука не е ни high definition, video quality, да. Не е high definition, шо направи сега? Не е high definition, намалува резолуцијата Твитеру, али другари, новите мапи, новите оружја, новите чуда, станува поинтересно и поинтересно. Иако сум разочаран од Star Atlas, што треба многу повеќе да направат, има 350 милиона, многу бавно се развиват, многу лошо го изиграја, дефинитивно не разбират bull market, bear market, не разбират кога се пуштат новите информации и све, многу каснат со проектите. Тимот треба да е многу поголем, имат пари за поголем тим и многу е лошо што многу бавно се развиват. Разочаран сум од тимот дека многу бавно се развива, требаше неколку мапи да има окви, иако е тешко да се направат. Треба да го зголемат типо, треба да имплементират вештачката интелигенција, со вештачката интелигенција треба да се забрза, има геймери што неќат вештачка интелигенција да биде интегрирана, луѓето е неизбежно, значи ово е крипто игра кој што ние треба да развиваме илјадници планети и да правиме пари, брат. На мен не ми е веќе на 40 години само да играам. Мене ме интересира да играам, да правам токени и пари, да ги учам моите деца да играат и да прават пари, братче. Не само да играат. Че не само да играат, да блеат као теле у шарена, брат, со извинение у монитору, че сакам да прават токени, сакам да развијат маркетите како функционират, како се продава, значи подобро е у игрите, у тај свет да го почнат, замислете со тие токени, трейд, флип, од што се го направиле од гейминг, отколку ја да и давам пари или они одат на работа па да изгубат сериозни суми на пари. Значи треба да научиш да геймаш 8 сата на ден, да добиеш токени, да пробаш да изтрейдаш, да изфлипаш, ако ги изгубиш, да те боле малку, да речеш, чекай брат, ја играв 8 сата, толку лесно ги изгубив токените, само задоволството ми остана, ама чекај да се концентрирам по-добро да изучам како се трейда, како се инвестира, значи по-добро преку игрите. Јас сум кажал луѓе, ја ако не играев World of Warcraft, Dota, јас со сигурност у крипто немаше ништо да разберам. Значи луѓето, децата кои што се у гейминг секторот, многу побрзо напредуваат за овакви работи, за технологии, отколку децата кои што само спортуваат. Тоа е го гарантирам. Затоа што јас сум геймер од оваа страна, а вие сте кај мене на канал, не сум ја кај вас. Бракете не утепаа со тие драми ки има, ки нема, веќе ми е аво у Кина. Брат, ово е толку исто, што да не си кинеисте тамо у Калифорнија удриле да е нивно таа пустината да се купиле. Комшиите нешто лупат. Кина другари направи лудница, соларни панели чуда, многу идеја напред, многу. Шо видео, заглави? Нем да е заглавен стриму, саат и 27. Другари, малку да надокнадеме. Моментално сме тука. Моментално, другари, сме тука, за жал. И шо е финтот, другари? Гледате, 2 недели уидев да извршам мисија, да си зејам документи за Долна Македонија. Гледате, ниту еднешка не се уклучив да паничам, па гјал, треба да се научите луѓе стрпливост. Значи, ти инвестираш на подолг период, ти инвестираш за иднината, ти инвестираш, ако си инвестирал пари што ти треба титно, и плюс ќе научиш со оваа драма, кога ќе ти падне портфолиото 20%, 30%, 40%, 50%, ти учиш. Дури со пари што си ги ставил, нели ја викам, сменете кафе шема, сменете цигари, сменете штетни навики за овоа, македончето не може да издржи со 100% како и американците и како сите други, се ставили и пари што мислат дека утре ќе ги дуплират, па ќе излеземе брзо, па ќе имаме за сметки за. Значи со овај одложен bull market или мини крипто зима, вие учите многу лекции. Ставиле сте пари што ви требат, па сте ги заглавиле, па сега сте ги продаделе, пошто не сте у крипто академијата, нема кој да ве надгледува. Сте ги продаделе у паника као демеке, брат, уложив $10,000, леле, гледај, паѓа биткоин, паѓа етериум, паѓа кардано, а вие сте нов и ви е паднало портфолиото 20-30%, продавате за да си ги спасите рестото, че вие сте дигитално неписмени за крипто и супер, ве поканувам у крипто академијата, там треба некој да ве бодре, да ви вика луѓе, чекај, полека, чувај.
Иако ти требаат парите за утре, ти веќе парите 20-30% ти паднало од портфолиото, не можеш да продадеш, ама требаат ми за утре парите. Ќе се снајдеш, ќе иш екстра ќе работиш, значи криптото со погрешното наставање со пари што ти треба, учиш дека ти треба да идеш екстра смена да работиш, екстра работа некоја да работиш, за да доконадеш парите што виш си ги заглавил да не ги потрошиш да ги продадеш на загуба. Разбирате ли што ќе учам академијата? Ама ме брат, почиња си издеја питбули, мечки. Шо виде брат? Питбули брат, од ово мало од питбули не брат. Значи мобето у таа крипто академија ќе се учи на стрпливост. Европа, другари, ви кажав, седеме си у Македонија, крипто, меѓу нас трговија, Европа, Европската унија и НАТО нема да постојат. Таму луѓе нема да сакате да живеете. Тие сите што сте почнале бизнис во Европската унија, бегајте од таму. Брат, плано на Стар Атлас е да направат стотици прво, па после илјадници планети. Кажа, играта не може да е шатдаун. Играта не може да биде изгасена. Значи вечно останува блокчейн. Единствената игра која што у крипто свето е сите работи што се дешаваат на Sage Labs у майнинг секторот се запишени на блокчейн. Сите. Плано е сите овие планети, кажа у интервјуто 3 сата, не знам кој го гледал, имам го преведено у корисни видеа на крипто, кажи го на вебсајто. Има го, кажи го да не ми звони некој. Имат подпишан договор со компанија која што ќе праве нови планети со ресурси у Стар Атлас. Ние тие планети ќе ги истражуваме, ќе се бореме за тие ресурси и интересното е што таа компанија и чекај бе, јас зашо не требаше да видам овај Вагнер, валјда мислам дека живееш у Калифорнија, ама не, тоа гонев за пасуши, масуши и требаше да го договорам за некој кафе. А па и он па не ми ни пиша. Мада не, како ќе ми пише, он не ми е пријател на Инстаграм. Требаше, брат, катастрофална грешка. Требаше да се сретнам со Вагнер. Мислам дека живее у Калифорнија, ако не се лажам. Пошто он рече дека едното од студијата што подпишал договор, ако не се лажам, спомнаа у Калифорнија. Да се замисли тие планети у дигиталниот свет, у блокчейн да се лиценцират, значи да не може друг да креира иста планета. Тоа ќе е многу јако. И ние ќе ги истражуваме тие планети. Значи играта касне со сите работи, али да се надевам 2030 да го достигне врво. И јас чекам. Планирам у Македонија веќе шафи да играам. До сега еве македонци до кашафе паја на при 800 и нешто долари, другите 700, 500, 400, значи направија пари, така да мојот камен од срцето е тргнат, значи дека не се прави пари, направија пари дечки, ја направив пари, така да токенот многу паднан, али ќе го чувам, нема да го продавам и ќе чекам да видам што ќе направиме овај bull market или следниот. Битно одат. Овие другари се масони, цијаши што тие филмови собраа се одеднаш и они се баш у тај сектор главни, тие приказки може да си кажувате по не знам грил што биде. Таму по кафаните, ама не на мене. Значи ова е све контролирано, планирано и изведено. Американците унапред 50 години кажуваат ќе биде биткоин, блокчейн, тоа ќе се дешава. Најдете екипата и таа екипа као да ме ќе открила топлата вода и тие приказни може да кажуваат на вас, на мене не. Турците, мислам дека ги поминаа сите граници со достави на тајни пратки на Украина и русите не спијат, така да и ги испорукаа сите бродови. Турција е сериозна закано постојано време за Балканот, да знаете, и мислам дека тоа со Отоманската империја филмо нема да ја успее. Другари, Кина, како што гледате, си функционира комплетно роботизирано, така да следна фаза е Европа и Америка. А ние 2000... Мобето, другари, запомнете. У следните 5 години светот нема да биде ист. Значи 2030 светот нема да е уопште ист. Не дека ја нешто сум предвидел или топло, тоа се го запишале. Свето, таксисти, келнери, бармени, тие на кол центри, камионџи, тоа ќе биде намалено за 90%.
Ке има такви нели кафичи, ресторанти што уште ќе викат нели луѓе сакаме да не служат и верувам дека има, али сека газда е лаком за пари и така да многу лесно ќе ве замене со роботизацијата. Ќе излезат и лјадници други работни позиции, нема страшно. Ќе има кажи го, ќе има и универзален токен кој што ќе не плаќат, да, нема страшно, али мобето е дека ќе преживеат, уствари ќе се снајдат да живеат добро и квалитетно луѓето што најбрзо ќе се интегрират да го напуштат тај град. На село ќе биде барем до 2040 ќе можеме на село да бидеме на раат. После тоа со Терминатор ќе се бориме таму. Сега не сакам да ви окршам филм, али другари, ово е Флорида, што највеќе ме нервираше, кај богаташите да се возиш. Овие, можам слободно да кажам, кој сака нека се налуте. Најголемите изроди се луѓето што возат велосипед у Америката, затоа што се крајно некултурни и собират со овакви групи и претеруват. И дури у тројца на лента туку у Сиетл, мене ме од на нерва. Значи, со овие ја не може да живеам, брат. Догаѓа тука го привршувам видеото, доста е брамблање, прераскажав што се случило, многу луѓе беа заинтересирани и брат кога авантурата. Феноменално 4000-5000 километри да поминеш, за мене, брат, не знам, доживле, значи на терен, ојдов, значи брат, Калифорнија, видов Лос Анджелес го обрнав целиот, Калифорнија обрнаме поголемиот дел и Лас Вегас го обрнаме буквално другиот дел е нели кукички, брат, там небрхути, Мирче ни преразкажа што е како е дека, значи обрнаме све, брат, да видиме, да ги видам тие бизниси, да ги видам тие луѓе, да ги видам тај туризам, да ги видам тие цени на ресторанти, да ги видам. Лас Вегас уште има интересни работи што може да се видат и да се искусат. Сан Франциско, да се надевам дека роботизацијата кој ќе искарат на улицата ќе има рестарт, али ја не би сакал да сум таму. Мобето е, јас бев управо дека Македонија ми е многу поинтересно таму да се бориме и да успееме отколку Америката. Ја не сум американец. И братче, ово можеме исто да го сликнам, значи другари, ние сме тука, алткоин сезона мора да има, дека по сите логики, ако нема, ние ќе изгубиме 60% од тие луѓе што 4 години чува алткоини. Иако се у профит. Значи, они сакат да се у многу голем профит и ќе ги изгубиме ако нема добар bull market. Така да, јас верувам дека смени се циклусу, да не го повторувам дека ако беше сите да земеме, да ставиме, супер, од 2024 октомври, ноември, bull market, продаваме, па работите не идат у нормалниот свет, така другари. У криптоакадемијата повише ќе ве научам. Значи, алткоин сезона мора да има. Тие филмови луѓето што ме прашуват, брат, ќе купам машини, ќе купам биткоин, не се губете времето. Ама тај лотарија добил еден мајнал и добил тај блок и луѓе парите наместо машини, у струја и у имот, купете си биткоин и Ethereum и Cardano. Bank of Russia prepare a concept for regulation Bitcoin and crypto. Брат, Русија, Кина, тоа, веќе не ги читам, не се ми интересни. Ке има крипто, ке нема, ке има bull market. И мало, не мало, има 11 години, 12 години више ги гледам драмите. Туки има, туки нема, туки има, туки се купува, ту нема. Дежаву. Проблемо не е, значи проблемо е на новинарите кои пишуваат муслиманите. Другари, не се проблеми муслиманите или не се проблеми католиците или не се проблеми евреите или не се проблем христијаните кои што не се борат. Проблемо е што од сите религии има лоши луѓе кои што лесно и се исперува мозоку и се борат за длабока држава. У иднина муслимани, христијани, католици, будисти и други религии и атеисти ќе се бореме заедно против таа роботизација и антихрист што иде. Така да, другари, нема лоши муслимани. Има лоши луѓе. Нема лоши христијани, има лоши луѓе.
Не се тоа, значи, кој ќе му залепеш, брат, не е тоа мнозинството. Еве, јас сум работил, ви кажав, со 15 муслимани, брат, у една пицерија, брат, ама ние еднашка не се тепаме, брат. Ние еднашка не се скараме, со таа во Афганистанецот се караме, и таа е трала, у мозокот си тие афганистанеци трала. Не дека тоа е муслиман, значи, ниту еднашка не се степаме, не се скараме, значи, ја овакви специјалитети, они онакви специјалитети, брат. Кујната е страшна, брат. Халал месо, мене ме омилено месо, брат. Јас сум да и у Македонија јадеме халал месо затоа што начинот на таа крв која што се изваде, братче, дефинитивно и по теорија на заговор сум учител, е многу покорисно, значи стресот на животното у крвта. Значи, брат, они имат, значи, да, тие халал јадат, брат. Ја бидно не се Македонија ми е халал, брат, ја месо, халал, енергија имав 200 пати повеќе од пилешкото што ми го донесе, беа некоја луда цена беше. И да евреите го произведува органското халал месо, а го продава на муслиманите, онака нели очите си вадат, значи луѓе, месото беше страшна работа. Чао и се гледаме.